Господине Бекировски, преди се ви се благодарувам за присуството. Би сакала да добијам од вас одговор. Зошто не беше проследена целокупната документација барана од анкетната комисија од страна на Малмет, вашата институција? Бидејќи знаете, настрана од деловникот, ние имаме одлука со која што сме формирани од пленумот. И во таа одлука стои во член 2 под точка 1, анкетната комисија треба да ја утврди хронологијата на настаните и околностите во врска со надлежноста на оваа комисија. Не само политичка одговорност, ние треба да ја видиме целата приказна и хронологијата на настаните. Доколку не ни е проследена документација, може да разговараме. Меѓутоа, заклучоците на оваа анкетна комисија ќе бидат правени исклучиво по искази кои што се дадени овдека и документација која што е како архивска граѓа или дополнителни документи и акти проследена до анкетната комисија. Анкетната комисија и сите нејзини членови и заменици се сериозно заинтересирани да стигнеме до вистината каква и да е, а таа вистина треба да биде базирана и на документи. Па моето прво прашање е зошто не се проследи документацијата до анкетната комисија, со што оставивте простор да има и дамка самата институција Малмет. Настрана од ова техничко прашање имам и две стручни прашања за вас. Првото е: колку одобренија за увоз на биолошка терапија се издадени од Малмет? За кој лек, кога, во кои количини и на кои веледрогерии од 2018-та, кога се актуализираше прашањето на биолошка терапија, до денес? И второ, дали од 2018 година е издадено одобрение за интервентен увоз на биолошка терапија, за кои лекови, кога и од која веледрогерија? Благодарам.